Исследувањата на светско ниво од 2014 година па навака евидентираат дека дишењето загаден воздух е поопасно од лоша исхрана, неактивен живот, крвен притисок, па дури и од пушењето цигари. Му отиде батеријата. Не може полошо од ова. И како не може? Може. Што може? Па слушна за аерозагадувањето? Слушна. И што слушна? Па слушнав дека цигарите не биле штетни. Дај се една цигара, вади одмah. Не рекоа дека цигарите не се штетни. Рекоа дека аерозагадувањето е помалце штетно од пушењето. Тоа исто е тоа. Не исто како и... Кај постои тоа загаден воздух, бе? Јас, брат, мислам лично дека тоа не постои, дека се тоа измислици, дека е тоа теорија на заговор на овие масоните. Како не постои, не знам. Аерозагадување постои. Постои. Ајбе, дај ми некоја дефиниција за аерозагадување. Ја до сега такво нешто немам, чуено прочитано немам. Секое контаминирање на воздухот со биолошки, хемиски или физички агенси се нарекува аерозагадување. Ама ова сега го измисли, така? Не сум... Бе, како не ти е срам да измислуваш вакви работи? Не ги измислувам овие работи, како... А зашто би ги измислувал ја овие Па за да работи? се правиш фраер. Слушај, не може да те слушам. Не може да те слушам, тресеш зелени, тресеш глупости, ај чао. Чекај, кај кидаш? Одам до бензинска, си купам батерии. Порно да ми брнчи транзисторов, отколку ти да ми брнчиш над главата. Ај чао. Чекај. Нема полошо од ова. Ма може, има полошо. Што е полошо? Ке ти правам друштво до бензинска. Па и не мора, ти кажам право. Па не морам, ама сакам, што? Убав град Струмица, нели? Убав. Питом. Првото име било Астрајон, градот над звездите. А после тоа се нарекол Тивериопол. Струмица го довело по реката Струма. Струма, како сестрата на крале Марко, така? Или Струма, кирката на заповедникот што го предала градот на византиците. Кај што е денес, ја обновил цар Самуил. Он не беше Охригена? Многу шетал цар Самуил. Инаку, на плоштадот се наоѓа најголемата статуа на Гоце Делчев во цела Македонија. Која што прв пат се спомнува 186 година пред наша ера. Толку многу работи се знаат за Струмица, само една работа никако да се дозна. Која? Па никако да се дознае кои се причините за големото аерозагадување. Па види, може граѓаните многу на дрва се граат. Кај знаеш? Не, Може се некои метеоролошки причини, од кај знаеш? не. А може одговор ќе ни даде некој од Струмица? Ми се допаѓа како размислуваш. Да. Го имам вистинскиот човек за тоа. Те па тогаш можеме да ја почнеме со зума 4. Мораме? Што да правим? Океј, ако инсистираш.
Разговараме со Александар, председател на еколошкото друштво Планетум и асистент во проектот Чист воздух, едуцирај и делувај. Александар, добро ни дојде. Добар ден и добро ни дојде пред се вие во Струмица. Чест ни е што можете да прошетате овде во Струмица, да ја видите нашата природа, во исто време да го видите и загадувањето во нашиот град. Еве ќе ни кажете за тоа малце повеќе, но кажете ми, Александар, колкав беше интересот од поканетите средношколци за вклучување во овој проект и колку сака они да научат за тоа како да се чуваат од озагадениот воздух во општина Струмица? Па вака пред се и ние бевме позитивно изненадени дека младите пред се беа заинтересирани, а понатаму покажаа и интерес да соработуваат со нас. Така сака. Сакаат да соработуваат и ден денес соработуваат со нас во овој проект. И сакам да потенцирам дека ние пристапивме кон сите 3 средни училишта во Струмица со најобично барање за соработка со еколошките секции, со што им предочивме дека треба да соработуваат со нас, пред се да ги научиме да мерат за аерозагадувањето и од нивните секции се пријавија 75 млади ученици, од кои 25 директно соработуваа со нас, кои понатаму вршеа асимилација на наученото знаење во на своите врсници во Значи секој тоа вие што своето ќе им го училиште. предадете на нив, Да. они го предаваат уствари во средните училишта. И ден денес има деца што соработуваат со нас и што нам ни е гордост што успеевме да од младите донесеме на здрава односно јадро на здрави луѓе кои ќе можат да го движат тоа Кои што ќе го продолжат да, кои ќе вашата го мисла, продолжат. вашата мисија. Да. Одлично. Како се одвиваше процесот на идентификација на видовите на загадувачи и на кој начин се будеше јавната свест на средношколците кои беа дел од проектот што го спомнавме сега пред малца? И со колкав интензитет се формираше базата? Идентификацијата, како што реков, кај младите се вршеше преку нивна заинтересираност, а истите беа обучувани од експерти за аерозагадување, кои им дадоа јасни параметри како да се мери, односно преку мобилна апликација создадоа интерактивна мапа, меѓутоа претходно истите млади кои директно соработуваат со нас, овие 25 млади што веќе ги спомнав во првото прашање, вршеа едукација на своите врсници, кои понатаму успеа да изработат интерактивна мапа која понатаму резултираше преку мобилна апликација да секој од младите вклучени, дури од сите не директно вклучени кај нас, туку и индиректно од обучените млади средношколци, доставуваат до нас фотографии преку апликацијата Конота камера, која е бесплатна и кој секој граѓанин може да мери одредено загадување и да испраќа фотографија до кај нас, што покасно оваа интерактивна мапа ги рефлектираше резултатите на загадување кои исто така беа споредбено правени со мерења со мобилни мерачи на аерозагаденост кои се од индикативен карактер. Ова се тие мерачи, така? Што е ние пред снимањето малце ги упаливме да видиме како се и во Парков прилично е чист воздухот, да кажам. Да. Во овие мерачи ни кажуваат влажност на воздухот, ни кажуваат загаденост на воздухот и ред други работи кои што се стварно интересни. Колкав беше бројот на идентификувани загадувачи во периодот на затоплување на домовите, секојдневното индустријско производство, комуналниот отпад и каде беше идентификувана највисоката бројка по видот на загадувачи? Од работата на вклучените средношколци беа идентификувани 80 до 100 загадувачи, од кои беше изработена интерактивна мапа, кој покажува дека најголем процент доаѓа загадувањето од индивидуалните домаќинства и сообраќајот.
Исто така сакам да потенцирам дека истите резултати беа добиени со мобилните индикативни мерни станици кои се набавени преку овој проект и што е уште поважно, истите резултати беа потврдени со испитувањето на лабораторијата Амбикон, која е во склоп на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, која исто така беше ангажирана за во периодот од април до ноември 2023 да врши мерења на воздухот во Струмица. Во Струмица. Так. А како беа информирани граѓаните на општина Струмица и за активностите на вашиот проект и какви беа нивните првични реакции? Па, пред се реакциите беа позитивни, а беа информирани на три начини. Со самиот проект имаше направено флешмоб во центарот на градот или на плоштад Гоце Делчев, каде имаше изработено инфографици, 1500 беа поделени на самиот настан, кои беа исто така поделени во поштенските сандучи на околните живеалишта, индивидуални и стамбени делувања. Значи околу 1500 уствари. 1500 инфографици со резултати од проектот беа поделени и со тоа исто така беше информирано и преку социјалните медиуми, исто и преку електронските медиуми од локален карактер. Јасно. Дали почна да се менуваат секојдневните навики на граѓаните во оглед на кривање на јавната свест за да се намали аерозагадувањето? Пред се нам не радува што младите се вклучија активно или како двигател на едно општество и носат своји промени со своите. Кога веќе се канализирани младите да се грижат за животната средина или за произлезениот проблем со аерозагадувањето во Струмица, кој е котиран на доста високо ниво, односно според податоците од истражувањето 42,7 PM честици на метар кубен или кои се околу 70% повеќе од дозволеното според закон пропишено емисија во воздухот на PM честици. Дали беа превземени некакви мерки од институциите надлежни за заштита на животната средина после фотографираните извори на загадување? Како што реков, со вклучувањето на младите и преземање нивна иницијатива и загриженост за аерозагадувањето во Струмица, проектниот тим имаше повеќе средби со локалните институции, односно Инспекторатот за животна средина при општина Струмица и се донесува на ниво на општина, врз основа на тие средби, да покажаните загадени локации во Струмица бидат внесени веќе во новиот буџет и новите мерки за субвенционирање на граѓаните, односно на критичните точки каде се покажува загаденоста со зголемена фреквенција на честиците, произлезена од самата интерактивна мапа, да бидат со приоритет на сите можни субвенции кои се веќе постоечки и исто така нови. Некои од постоечките субвенции на општината се доделување на или замена на начинот на затоплување, приклучување на гасоводната мрежа, зголемување на линиите на јавен градски превоз кој во моментов се отвори во Струмица и кој е со 0% загадување, односно на градски автобуси на електричен погон. И во критичните точки каде што се покажува загаденост, се преземени чекори да бидат зголемени бројот на линии, за да може граѓаните што повеќе да користат јавен превоз без загадување со цел да се дојде до решенија. Исто така се работи на други решенија за да може да бидат долготрајни и истрајни, за да може да се реши конечно проблемот и за да може да биде одржливо тоа решение во Струмица.
благодариме многу што бевте наш домаќин и што ни помогнавте пред се. Се надеваме дека ќе ја разбудиме свеста кај оние кои што се неодговорни и дека ќе ги поттикнеме оние кои што се надлежни за чист воздух. Па искрено ви благодарам прво и вам што ја посетивте Струмица. Исто така се надевам и јас дека ќе побуди пред се ова би била капислата за отпочнување на изнаоѓање трајни решенија за решавање на воздухот, односно загадувањето на воздухот во Струмица. Ви благодарам што бевте одличен домаќин и посакувам на Струмица уште стотици илјади гости на карневалот. А јас сега мислам дека треба да се префрлиме да ги видиме нашите сезнајковци што они имаат да кажат за аерозагадувањето и како тоа да се реши. Користете ги зелените контењери за електричен и електронски отпад и батерии. Време е конечно да научиме. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Да се загади воздухот. Не знам, ама мислам аерозагадување е како воздухот да се загадува од фрлање пластика и на отпадот. Па во зима најмногу. Имаме загаден воздух во Скопје, кога во воздухот има како магла или нешто, кога има нешто како песок, дека некој лошичковци или деца или детки го загадуваат воздухот. А луѓето кога фрлат отпадоци, место во канта за отпадоци, го фрлат например во тревата. Мислам дека во една кофичка собираат земја и ја фрлаат во воздухот. Не мириса. Тоа кога ќе ни смрде во носот и вака ќе правиме. Како воздушно загадување? Загаден воздух на Скопје. Затоа што кога се шитам не можам да дишам, затоа што воздухот е загаден. Загаден. Дека лошите луѓе фрлаат ѓубрење во неа. Аерозагадување е на воздухот загадување. Дека фрламе ѓубрење на улица, мислам. Дека има магла и дека од него повеќе кашуваме сите. Аерозагадување прелјавите честички во воздухот можда. Има многу загаден воздух во Скопје и прочитав на Google дека Македонија е прва најзагадена држава во цела Европа.
Па, обично се прави кога, например, горат гумите, оди во атмосферата и може да ја загади и дождот што паѓа да ги оштети растенијата, дрвјата и да има помалку кислород да текоше. По дишењето, загаден воздух, дека има јагрерод диоксид. Кога дишаме, ни го загрузува дишењето, ни штити на здравието. Се гушиш. Епа, не можеш баш најдобро да дишаш. Уште поголемо загадување придонесува ако не рециклираме доволно и многу фрламе ѓубре, например. Има еден мој другар што фрла ѓубре, понекогаш му викам да не фрла, ама тој продолжува. Така да затоа загадува. Загадена е околината, не е чист воздухот. И плюс дека има ѓубрења. И плюс мирис има. Па некогаш кога сум надвори, на гар ми мириса. Многу магла има и исто така како малце смрди. Па загаден воздухот. Па насекаде има отпадоци, луѓето не се грижат за нашиот град, фрлаат отпад насекаде. Искрено и се гледа, например, кога одиме на планина, се гледа Скопје поцрнет. Или пак и кога и дишаме и кашлици добиваме и слично. Се заприметува. Па многу е загаден воздухот. Магливо кога излезеш, воздухот е како сиво, така како да кажа. И мирисот е многу чуден и не е убаво за ние да го дишаме, да дишаме загаден воздух. По-тешко се диша и има многу повеќе автомобили и затоа е загаден воздухот. Загадувањето на воздухот. Мислам дека не е толку чист, ама може да стане почист. Секогаш може да се подобри. Загадувањето на воздухот е поврзано со сериозен здравствен проблем. Ја мислам дека има загаден воздух. Насекаде може да се најде некој ѓубре, пластика, чаши, шише. Често пати, ако трчаме ние, ќе бидеме многу изморени. Да не беше толку загаден воздухот, многу по-долго време можеме да не бидеме изморени. Може полесно да се движиме, нема ни биде толку тешко. Многу по-здраво. А миризба, да, исто така се чувствува. Воздухот е загаден, воздухот има многу отприлика. Хемикали, нешто така и загадено е. И да не искачат надвор децата од тие отприлика, мој другар стана болен. Тера на кашлање често пати се случува, но кај специфични околини има негде кај што повеќе се кашла, помалку се кашла, има појака миризма, има послаба миризма. По мирисот, по изгледот, по едноставно се осеќа. Па по најновите статистики, секојдневно сме или први, втори до 5-то место. Тука се движи. Па мислам дека има загаден воздух. Постовите на социјалните мрежи каде што гледам дека често сме број 1 во светот во загаденост и највеќе тоа и на вести. Највеќе чувствувам кога ќе се вратам од надвор, кога е загадено, осеќам мирис на чад, на лиштата. Да го фрламе ѓубрето во канти и да не го фрламе во природата. И тие што уште фрлаат на природата, сигурно ќе одат до затвор, дека тоа е, знаеш... Лошите што сакаат тоа да го прават, да ги спречиме да го направат тоа. Да им кажеме да не го прават тоа. Дека има закана и вика дека треба дека ѓубрето треба во канта да фрлиш и не во природата. Дека така го загадуваш целата земја. Да не фрламе ѓубре на отпадоците и да не ја загадуваме природата. Да не возиме повеќе коли. Да, многу е опасно. Луѓето се виновни. Ово што прават тоа е дека загадуваат. Контейнер е тоа што може да се фрла ѓубре отпадоци и така се средува загадувањето. Па, мислам дека имаме многу активни фабрики. Мислам дека треба да се намали на фабриките и дека луѓето не рециклираат. Мислам не користат ништо еколошко. Недостасува хигиена, нема доволно хигиена. Нема доволно, пример, никој не се собере и не рециклира. Никој нема доволно време да посвети време
да ја помогне на планетата. Треба да имаат луѓето поголема свест да ги фрлаат отпадоците во канта за ѓубре, да не ги оставаат на улица, природата, например, на матка, значи има хартија, ѓубрења, отпадоци од јадење, од сокови на земја. Ја приметувам дека многу се фрлаат отпадоци насекаде. Ако ние чуваме природата, ќе не враќа со добро. Ако ние не ја чуваме природата, она ќе ни враќа со лошо. Па наместо да возиме коли, може да идеме пешки или со велосипед, да не фрламе многу ѓубрења, да бидеме почисти. Сите отпадоци да ги фрламе во канта, да не палиме работи многу. Луѓето фрлаат многу хартии низ улиците и затоа. И телевизори, и кревети, и се. Има многу ѓубре во реките и многу е загадена, особено Вардар. Да се намали возењето на коли, повеќе сточаци да се возат, велосипеди. Да престанат да се пушат цигари, вејпови, тоа е многу важно. Може би со да не се возат толку многу колите, да се префрли на јавен превоз, да се возат повеќе точаци или коли на електрика. Има отпад во реките, како шишиња потрошени од храна, да, и плюс цигари насекаде фрлено, искористени. Би рекол помалку користење на пластика, рециклирање на пластика со тоа, значи да рециклираме пластиката, отпадот, да не се фрла насекаде и да не загадуваме и реката Вардар. Не знам колку би се сложиле, но исто така електрични автомобили да почнат да се користат, затоа што и тоа е дел од загадувањето. Дали знаеш дека 7 милиони луѓе во светот страдаат од аерозагадување? Знаеш колку се у Македонија? Колку? Немам појма. Слушај, како лоша песна. Како бе лоша песна? Да, не знам, супер е песна. И пејачот мене ми се свиѓа. Пејачот, така. Зашто? Малце тој човек ми остана недоречен во живот. Дај. Малце ми е симптоматичен. Како бе, не знам, супер ми е и песнава и све ми е таму. Диши длабоко. Абе не ми ја квари вака. Во најзагадениот град на светот. Ненормален човек. Не ми ја квари песната, не те слушам, разбираш? Досаден си ко реклама за интернет. Ама тие на YouTube што не можеш да ги слушаш. Диши длабоко. Абе, дрн, јади. Он уште свири гитара? А свирал гитара он, некој? Што збори? Ја мислев сликар.